Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски заедно со претседателката Гордана Силјановска-Давкова во Дубај оствари средба со македонци кои живеат и работат во Обединетите Арапски Емирати. Успешни професионалци кои со своето знаење и искуство даваат значаен придонес за локалната економија. По средбата, како што информира Министерството, Муцунски истакнал дека македонците во диаспората представуваат важен мост меѓу матичната држава и земјите во кои живеат и работат, особено во економската и трговската сфера. На средбата било разговарано и за потенцијалот за продлабочување на соработката меѓу Македонија и Обединетите Арапски Емирати, како и фокусот меѓу економијата и трговијата, улогата и придонесот на диаспората во овој процес. Министерот ги запознал присутните и со активностите на владата и министерството поврзани со диаспората, вклучително и со стратегијата за напредување на соработката со диаспората, која е во завршна фаза, како и со можностите за нивно поактивно вклучување во развојните и економски иницијативи во државата. Функционирањето на клубот, неговата внатрешност, издавањето карти при влез па се до моментот кога избувнал пожарот и кога чадот ја зафатил преполната дискотека. Како и последиците што ги трпат до денес, се дел од исказите на сведоците во судницата во Идризово на продолжението на судењето за случајот Пулс во кој загинаа 63 лица, над 200 беа повредени. Прв сведочеше гостин во дискотеката Пулс, кој што во пожарот се здобил со телесни повреди за што бил на лекување во Словенија, каде на отпуснато писмо како што рече му стоело дека 100% му биле црни белите дробови и изгорени дишните патишта. Вториот сведок кој работел хонорарно во дискотеката како шанкер од незиното отворање во 2012 година, рече дека договор немал подпишано и работел како неосигуран се до 2023 година кога бил пријавен на пола работно време. Сведокот најпрво беше испрашан од обвинителството, а потоа одговараше на вкрстени прашања од одбраната, за потоа да биде сослушан и како сведок на дел од обвинетите, а потоа повторно да одговара на вкрстени прашања од обвинителството. Вечерта имаше околу 500 луѓе. Сите 82 маси колку што има дискотеката беа полни, изјави сведокот. Третиот сведок рече дека вечерта на пожарот бил излезен во друг кафич, а бил во дискотеката Пулс накратко за да види еден од членовите на бендот. Предметниот јавен обвинител од специјализираното одделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција при основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. На 30 јануари информираше дека по спроведени истражни постапки во кои биле опфатени 27 полициски службеници. До Основниот кривичен суд Скопје е поднесен обвинителен акт против 13 полициски службеници. Во однос на уште 7 полициски службеници, јавниот обвинител донел наредба за запирање на истражната постапка. Случајот го води судиката Дијана Груевска-Илиевска и се наоѓа во доказна постапка со сослушување на сведоци предложени од обвинителството. Следното рочиште е закажано за 5 февруари. На 16 март 2025 година за време на настап на групата ДНК во дискотеката Пулс во Кочани избувна пожар во кој загинаа 63 лица. Над 200 беа повредени. Украинскиот претседател Володимир Зеленски повтори дека е можно да се постигне траен и достоинствен мир со Русија и дека очекува Соединетите Американски држави да останат посветени на обезбедувањето услови за диалог. Веруваме дека е подготвен билатералниот документ со Соединетите Американски држави за безбедносни гаранции и имаме намера да продолжиме со суштинската работа на документите поврзани со реконструкција и економски развој, рече Зеленски. Мерките за смирување на ситуацијата кои стапија во сила минатиот петок навечер помагаат во заекнувањето на довербата на луѓето во процесот на преговори и во можниот исход, додаде украинскиот претседател. Зеленски потврди дека руските напади врз енергетскиот сектор на Украина престанале, но дека Москва ги пренасочила нападите врз логистиката и железничката мрежа. Последните големи напади врз Украина беа на 24 јануари. Русите, украинците и американците однеодамна започнаа разговори во Абу Даби за мировниот план на Доналд Трамп, а ќе ги продолжат денес и утре.
Европската унија ја отврди одлуката на Иран да ги стави војските на земјите членки на списокот на терористички групи, како одговор на ставањето на Исламската револуционирна гарда на списокот на терористички организации од страна на Европската унија. Ги отфрламе ставањето на војските на Европската унија на списокот и обвинувањата за тероризам, изјави портпаролот на Европската комисија Анвар Ал-Ануни. Претходно председателот на иранскиот парламент Мохамед Багер Калибаф, од кога Европската унија ја прогласи иранската паравојна револуционерна гарда за терористичка организација поради насилно задушување на протестите во Иран, изјави дека Иран сега ги смета сите трупи на Европската унија за терористички групи. Времето денеска променливо облачно со умерен до засилен ветер од југоисточен правец. Попладне и во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд, а на повисоките планини во северо-западните делови врнежи од снег. Во Скопје променливо облачно време со умерен повремено засилен ветер од југоисточен правец. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд. Според управата за хидрометеоролошки работи во следните денови времето ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на повисоките планини со врнежи од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурите ќе бидат во пораст.